Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги мои, здраво! Ви најавувам почеток на ново издание на емисијата Елиезер. Денес се радувам, а знаете ли зошто? Затоа што ќе зборувам за радоста, за незината моќ во нашиот живот. Бог не е туку така ни вели да се радуваме. Ви подарувам стихови во кои е назначена важноста на радоста, но внимавајте каде ја барате. Па, драги мои, да се радуваме! Нишанеше сонцето со зракот ко стрела, во зениците на верата човекова. Се ширеа зениците како риби на уста, желни за вода, зачинета со надеж. Ах, пустиот тој, огламник имаше, убав, позлатен огламник. Купен за ситни пари, купен на пазарот за злато. Купен од лажливец со накривена уста кој редеше зборови милни. Кој ќе го купи огламников, ќе се стори Бог. Ќе гледа виденија разни, за човековиот сој непознати. Ах, пустиот тој. Го бараше Бог долго време и во секакво невреме. И си помисли дека мигот вистински е токму тој. Трампата беше следна. Твојата радост за огламникот мој. Ах, пустиот тој, си помисли. Радоста што имам и не е радост. Ако ја продадам, ќе ја имам радоста вечна. Пазарот се стори, огламникот за радост. Ах, пустиот тој, огламник имаше, убав, позлатен огламник. Радост. Ах, радост, каде си? Тешкотиите доаѓаат откако ќе го примиме Божиот збор. Штом зборот е посеан, сатаната веднаш доаѓа да го земе, да го украде. Зборот во нас е тоа што е опасно за него. Тој ќе направи се што е можно за да не го слушнеме и примиме Божиот збор. Него не му е грижа дали ќе одиме во црква или на некоја богослужба или предавање, се додека таму не се проповеда и пренесува Божиот збор. Можеме да ја запреме неговата операција во нашиот живот. Ние стануваме мета или таргет на секакво мачење и малтретирање. Штом го чуеме Божиот збор и го примиме, веќе имаме нацртана мета на нашите гради и сатаната започнува со напади како што не сме искусиле досега. Тогаш, како да победиме? Како победуваме? Нашиот став и однесувањето во такви времиња и напади одредува дали ќе победиме или ќе изгубиме. Апостол Павле вели: но јас не се грижам за ништо. Па затоа, зошто да се биде депресивен, обесхрабрен, ако знаеме дека Господ Бог ќе не избави? Само прашање на време. Оно што следува од наша страна како прашање е: а колку време ќе биде тоа? Но вистинското прашање е следно: дали ние ќе продолжиме да бидеме храбри и да издржаме?
Откажувањето не е опција. Во време на неволја, не дозволувајте ѓаволот да ви ја украде радоста. Во време на неволја, не ја бркајте вашата вера. Зошто? Затоа што верата и радоста се непобедлив тем. Кога живееме по вера, ние изјавуваме со знак извичник. Живееме по вера, а не според гледањето. Не го говориме тоа со натажено лице, туку со радост. Мило ни е што знаеме да живееме по вера. Ние сме упорни победници, а ѓаволот е постојан губитник. Ако ѓаволот не може да ни украде радоста, тогаш не може ни да ни наштети на нашите дела. Нашиот дух не е поврзан со нашиот мозок. Сатаната сака да не стави на проба. Тој сака да направи јавен спектакл од нас. Тој сака да види дали ние навистина веруваме во она што велиме дека веруваме. Веруваме или не? Се обелоденува и излегува на површина кога притисокот се зголемува. Исус не предупреди. Во Евангелие според апостол Марко пишува: Слушајте, ете, излезе еден сејач да сее. И се случи, кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Па долета птиците небески и ги сколба. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набрзо изникна оти земјата не беше длабока. А кога изгреа сонцето, тие свенаа, па како немаа корен се исушија. Некои паднаа во трње, израсна трњето и ги задуши и не дадоа плод. А други паднаа на добра земја и почнаа да даваат плод, што израсна и уздря, и принесоа кој 30, кој 60, кој 100. И им рече: кој има уши да слуша, нека чуе. И им рече: зар не ја разбирате ова парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите приказни? Сејачот го сее словото. Посеаното покрај патот ги означува оние кај кои се сее словото, но при кои, откако го чујат, веднаш доаѓа сатаната и им го граби словото, посеано во срцата нивни. Исто така, и посеаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен и се непостојани. По кога настане жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. Посеаното во трње ги означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и други желби, кои кога се вселат во нив, го задушуваат словото и то останува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и принесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100. Кога веќе го знаеме ова, тогаш знаеме дека сатаната е оној кој се обидува да го украде словото, односно зборот. Па да не му дозволиме. Во посланието до Солуњаните пишува: И вие се огледавте на нас и на Господа, кога во големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух, така што станавте образец за сите во Македонија. Радоста доаѓа од Светиот Дух. Треба да научиме како да бидеме радосни во малите нешта. Да запомниме, сатаната сака да ја украде нашата радост. Треба да ја заштитиме нашата радост. Зошто сатаната е против нашата радост? Во Светото писмо пишува: Не тажете, зашто радоста пред Господа е подкрепа за вас. Радоста од Господа е нашата сила. Силата доаѓа преку радоста. Ако немаме радост, тогаш немаме ни сила.
Ако немаме сила, тогаш сме слаби. Ако сме слаби, тогаш не можеме да се спротиставиме. Ако не можеме да се спротиставиме, тогаш ѓаволот нема да побегне. А ако тој не побегне, тогаш не сме победиле. Сега можеме да видиме како сето ова е поврзано со радоста. Ова е причината зошто тој е во потрага по нашата радост. Во Поговорки 24:10 пишува: ако во злочест ден си се покажал слаб, скудна ти е силата. Силата доаѓа од радоста. Ако слабнеме под притисок, тоа е од причина што радоста била исчезната, намалена, ослабната. Сме изгубиле радоста. И сега можеме да заклучиме како радоста е поврзана со победата. Не е само нашата вера. Ако се распаднеме на делови во време на криза, тогаш немало и нешто силно во нас уште на почетокот. Во посланието на апостол Павле до римјаните пишува: и така, верата доаѓа од слушање, а слушањето од Словото Божјо. На истиот начин доаѓа и радоста. Исус Христос вели: ова ви го реков, за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ако нашата вера е слаба, тогаш кое би било решението? Да се вратиме во позиција да го слушаме Божиот збор или да го слушаме гласот на Исус Христос, помазаниот, говорејќи го зборот. Исус очекува неговите следбеници да бидат исполнети со радост. Можеме да развиеме оваа спиритуалност до степен кога ќе можеме да речеме како апостол Павле: јас не се грижам за ништо и јас ќе ја завршам мојата задача со радост. Луѓето кои се исполнети со Божиот збор се обично луѓе кои се исполнети со вера и радост. Тие не се распаѓаат на делови кога се под напад. Сушност, тие ја зголемуваат радоста. Како е тоа возможно? Знаејќи го се во ова. Кога нашата вера е под закана или напад, на крајот на краиштата, ако ја испуштиме радоста, голема е веројатноста да испуштиме и верата. Наместо откажување, обесхрабреност, да научиме да ја дадеме глас на радоста. Во пророк Еремија пишува: и пак ќе се слуша глас од радост и глас од веселба. Треба да се научиме, да се смееме повеќе. Смеата е добра. Господ Бог ќе ги промени работите, кога ние и даваме глас на радоста. Ако сатаната не може да ни украде радоста, не може ништо друго да ни украде. Господ се ќе ни обнови. Тој ќе направи да се обновиме и ќе ни надомести се. Како што вели стихот во Изреки: во време на глад ќе се смеам. Не му проштеваат на крадецот, ако крадеца да си ја насити душата кога е гладен. Ако го фатат, тој плаќа 7 пати повеќе, го дава целиот свој имот. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таму каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е луд и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели:
Денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори. Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против Тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека Ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, Те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, Ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со Тебе. Амин. Секој добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Eliezer